Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Оваа влада за незините функционери е мајка, а за сите останати граѓани на Република Македонија маќа која што не си го сака детето. Замислете, министерот за економија Крешник Бектеши си ја вработи својата сестра Влора Бектеши во правната служба во МЕПСО. Секоја чест и браво. Додека младите си заминуваат од држава не можејќи да најдат работа и да екзистираат, цела влада или си ги вработува своите најблиски на функционерите во државната администрација или си добиваат тендери преку своите фирми. Сестрата на Бектеши очигледно е најдостоен кандидат за работа во правната служба, за разлика од илјадници и илјадници млади кои што дипломираат на правните факултети секоја година. Сведоци бевме и претходно како власта си ги вработува најблиските. Талат Џафери и Мирослав Грчев, си ги вработија своите деца во државната администрација, како и портпаролот на СДСМ кој што си ја вработи својата мајка во Централниот регистар. Додека илјадници луѓе аплицираат на владините огласи, власта на СДСМ само си ги вработува своите роднини и пријатели. Дополнително, како што објавивме и пред неколку денови, криминалната власт на СДСМ се подготвува за изборен фалцификат. СДСМ се обидува да премолчи мега скандал, каде што во предизборна година, пред самите председателски избори, веднаш пред председателските избори, носат план за вработување на над 700 партиски војници на СДСМ. СДСМ веднаш пред изборите почна со корумпирање на гласачите и гласачкото тело, вработувајќи партиски војници. Ова представува вовед во можна изборна манипулација и може да се толкува како корумпирање на гласачкото тело. Изборниот период се уште не започнат е компромитиран со сомнеж за предизборна корупција од страна на СДСМ и владата. 700 нови вработувања во две јавни предпријатија, во време кога само 60 на луѓе од тие јавни предпријатија одат во пензија, во јавни предпријатија кои бележат загуби и се субвенционирани од градот Скопје, е навистина тенденциозно и насетува некаков предизборен коруптивен скандал. Уште еднаш се докажува дека СДСМ подготвува предизборен криминал и се отвара сомнеж за изборен подкуп. Власта е должна да одговори на овие скандали и да одговара за истите. Што побрзо падне СДСМ од власт, толку подобро за граѓаните и за државата. Благодарам.